Изминатиот период бележат бројни далечни турнеи надвор од нашата земја со оглед на фактот што целиот летен период го поминаа на бројните свадби и веселби ширум нашата земја. Станува збор за оркестарот Маестрал од Битола. Инаку, како тие се одмараат во слободното време, накратко кажуваат дека понеделник за нив е неработен ден. По работниот викенд, кој во голема мера им е премногу ангажиран со бројни свирки и свадбени свечености, Битолскиот оркестар Маестрал работниот понеделник за нив е ден за почеток на одмор. Како што истакнуваат членовите од оркестарот, сите на свој начин го организираат своето слободно време со цел да се одморат и соберат енергија за следниот викенд. Понеделнички така, после 2-3 свадби за викендот, мораш да отпиеш. Јас сум најраден будник, смеат некош колегите, меѓутоа тоа е навика на човекот. Да. Јас имам рутина од 8:39 часот на утро. На нога. Кога и да легнам, сум на нога. Пијам првото кафе. Рубинчо открива друго. Ко трчам, се гледа поведе. Слично е и слободното време кај останатите членови од оркестарот, кои речиси сите се семејни, па слободните денови ги поминуваат заедно и со своите најблиски. Секако, помеѓу другото, како што додаваат, мора да се обават и останатите семејни обврски, кои се задолжителни, а викендите се резервирани за следни настапи и свирки. Битолскиот оркестар Маестрал неодамна се врати од својата турнеја во Канада. Најавија и кратка турнеја во Европа, а стандардно новогодишните празници некако по традиција и оваа година ќе бидат на австралиско тло. Что